Македонија денес е една од земјите во регионот кој има значителен напредок во воспоставувањето на што поголем број дестинации во меѓународниот авионски сообраќај. Ова несомнено значи дека за Македонија, за разлика од минатото, денес е земја која директно се поврзува со сите позначени европски и светски дестинации, што значи поголема мобилност на граѓаните, стимул на туризмот, економската соработка, но и подобрување на можностите за образование и размена на искуства, особено на младите. Фактите почитувани се очигледни. Во 2005 бројот на вкупно превезени патници од двата аеродроми во Македонија изнесувал 579.913 патници, а во 2016 тој изнесува 1.794.376 патници. Тоа е покачување за 309%. Македонија во 2005 година била поврзана со 17 дестинации. Денес Македонија е поврзана со 35 европски и светски дестинации. Тоа е повеќе од двојно. Македонија е поврзана со Лондон, Венеција, Малме, Базел, Ајнховен, Дортмунд, Милано, Минхен, Меминген, Стокхолм, Гетеборг, Брисел, Франкфурт, Келн, Париз, Братислава, Осло, Нинберг, Хамбург, Фридрихшафен, Берлин, Копенхаген, Братислава и Хановер, како и Загреб, Женева, Прага, Дубај, Белград, Љубљана, Рим, Истанбул, Виена и Цирих. Почитувани, овој резултат произлегува од бројните мерки и проекти кои се превземаат во насока на инвестиции во инфраструктурата и привлекување на нови авиолинии, но и заради инвестициите и проектите кои се превземаат во секторот туризам, субвенциите за туроператорите, ефтините авиобилети до Македонија, изградбата на модерните плажи, пешачките патеки околу езерата и промоција на земјава како атрактивна туристичка дестинација на светските медиуми се само дел од мерките кои овозможија постојан раст на туризмот во последниве години и зголемување на бројот на странски туристи, а со тоа и бројот на патници кои ги користат авиолиниите од и до Македонија. Само за споредба, во 2006 година бројот на странски туристи изнесувал 202.357, а во 2016 бројката на странски туристи е речиси 2,5 пати зголемена. Инвестициите во авиосообраќајот несомнено влијаја во развојот на туризмот, а со тоа и на зголемување на приливот на средствата во државата по овој основ. Ова е резултат на модернизацијата на двата аеродроми, аеродромот во Скопје Александар Велики и аеродромот во Охрид Свети Апостол Павле, како и зголемувањето на финансиската поддршка за воведување на нови авиолинии. Само за споредба, од 2012 до 2016 година износот на финансиска поддршка за воведување на нови авиолинии се зголемил од 25.651.713 денари на 104.775.000 денари. Ова е од интерес пред се за младите кои на овој начин имаат прилика да се стекнат со нови искуства, нови знаења и нови хоризонти. Ова им овозможува на нашите бизнисмени во развојот на својот бизнис и остварување на контакти со нивни бизнис партнери од останатите држави. Потоа им овозможува на нашите туристички работници нови дестинации, но и представува и исклучително значаен момент како од аспект на развојот на туризмот во Македонија, односно од аспект на домашната економија и за околу 20 стопански гранки кои директно или индиректно се поврзани со туризмот. Во програмата Реално предвидовме продолжување и нови проекти кои ќе значат поголем развој на туризмот во Македонија. Бенефитот од инвестициите во авиосообраќајот е огромен и тоа ни дава храброст да продолжиме да работиме и понатаму, затоа што Македонија е дел од светот и од Европа и мора директно да биде поврзана со нив.